Го почитувам овој град како град на гемиџиите, во кој почна отпорот против окупацијата на македонскиот народ. Народе, со Господ напред, ние по него. Се собравме околу астрономското зголемување на платите на функционерите кои го сочинуваат криминалниот организиран систем. Во Македонија мафијата има своја држава. Ние сме робови на мафијата. Ние сме окупирани граѓани. Нас не владеат мафијаши, терористи и антимакедонци. Ние сме дисиденти во сопствената држава, но секогаш дисидентите се на страната на правдата и на вистината. Ние сакаме демократија, а демократија е владење на народот. Народно собрание, народна влада, народен суд, но ние немаме демократија. Зато ние се нарекуваме демократи. Ние во Македонија имаме демонократија. Владеат демони, диаболици и сатанисти, кои сакаат да не уништат. И сите вас овде да ве уништат. Тоа е нивната цел. Ние не можеме да се помириме со тоа. Ние бараме правда, бараме вистина, бараме слобода. А сето ова ни го даваат на сламка, на цевче. Ние сме окупирани. Свестете се и разбудете се, бидејќи еден ден ќе биде касно за сите вас. Ние кои се бориме за правдата и вистината, Бог е со нас и Бог не сака. Ние сме на Негова страна и на страната на Неговата армија. Армијата на доброто и на светлината е многу побројна од армијата на темнината и злото. Злото еден ден ќе изгуби. Да бидите сигурни, да ги памтите овие зборови. Овие демонократи, кои не се демократи, покажуваат какво е лошо владењето во Македонија. На светските истражувачки центри за демократија покажуваат дека тониме на дното на демократијата. Зошто е тоа така? Затоа што се е окупирано од медиуми, од агенции, институции, парламент, влада, судство. Во Македонија не постои правда. Во Македонија трите партии кои 32 години ја уништуваат македонската држава, СДС, ДУИ и ДПНЕ, створија организиран систем на владење, систем на контрола, систем на октопод. Еден ден тој октопод ќе се самоуништи. Да бидите сигурни во тоа. Си ги зголемуваат платите за 78%, а на другите ни 7,8% не им даваат. Дали се тие толку вредни за такво зголемување? А државата тони секој ден. Ние сме беда и мизерија. Одберете вие како граѓани дали сакате живот или робство, дали сакате живот или проклетство, слобода или робство. Се зависи од вас. Во секое време, на секое место, треба да се спротиставите на секоја неправда. Тие имат организиран систем на администрација и зато администрацијата име 200.000. 200.000, а не треба да биде повеќе од 5.000. Во една Европска Унија кај што има 670 милиони граѓани, има администрација од 7.000. Зошто ни е потребна таква администрација? За да можат да не контролираат, да ни прават сопки по институциите, да не демнат, да не прислушкуваат, да бараат мито, да не можеме да завршиме најобична работа. Тоа е нивниот систем. Сите избори ги фалсификуваат досега. Фалсификуваат и попис и се фалсификуваат.
тие лажат, крадат и убиват. Пред избори нон-стоп лажат. Крадат се што ќе стигнат. Воведува извршители да не крадат за заостанати сметки кои се платени. Убиваат, како убиваат, вршат геноцид врз овој народ. Геноцид во здравството. Геноцид во екологијата. Доскоро носеа штетен одбак од Европската Унија и го гореа. Бевме на топ листата на најзагадени градови во светот. Македонија, кога имаше индустрија, немаше такво загадување. Тие криминалци, тие психопати, тие злосторници, тие апаши и тие арами треба еднаш крај да дојде на тоа. Не може овака. Ние не живееме, ние вегетираме како растенија. Сите нас не третираат како растенија и во саксија. Бог ни дал живот и имаме право на живот и на слобода. Не смееме да се повлечиме. Зошто ги фалсификуваат изборите и како? Ние се залагаме за отворени листи, без праг, за еднакво финансирање на политичките партии пред избори. Бидејќи политичките партии регуларно се регистрираат, тие имат еднаков пристап до медиумите и еднаков пристап на финансирање. И прагот за 1000 членови во политичка партија е многу голем. Во многу поголеми држави, како например во Франција, тој праг е многу помал. Тоа го прават за да тешко политичките партии соберат членови. И тоа е една од цопките. Еднаква медиумска застапеност. Сите политички партии треба еднакво да бидат застапени. Како може една ново формирана партија од пред неколку месеци да има многу помал пристап до медиумите отколку едно СДС, ДУИ и ДПМН? Се втурија во пари, оќореа од крадење. И како ќе ги победите? Кога ќе ги победите? Ова е систем на автократија, каде председателот на една политичка партија владее со едноумие. Тоа е тиранија, диктатура, хунта, тероризам. На тој начин спроведуваат партизација, спроведуваат некоректни запослувања, спроведуваат целосен непотизам. Тоа е тој систем кој не уништува секој ден. И македонецот вели, од оваа држава никогаш не било држава, нема ни да биде. Тоа е проклетство. Тоа е од нивните кујни. Македонија била империја. Македонија е духовна империја. Македонија е учител на светот. Македонија е манастир на светот. Тоа да го знаете, не смеат нас да ни понижуваат. Ние сме скапи во очите на Бога. Ден денес ние ќе се бориме со овие банди психопатски. Тие се бездушници. Но некој ќе рече, вие само критикувате и напаѓате. Дали имате решение? Да, имаме решение. Секој пензионер и секој вработен најмалку треба 500 евра да зема. Без разлика дали е лесна работата. А тие што имаат потешка работа, ќе земаат многу повеќе. Значи, преку уништување на овај бермудски триаголник на СДС, ДУИ и ДПМН, ние се ослободуваме. Тие ќе продолжат да се обединуваат во нашето разнебитување. Холандската амбасада скоро рече дека нема да го финансира повеќе судството, бидејќи на толку фрлени пари не се покажани резултати. Судството се помалце добива доверба. Доскоро имаше 8%, сега има 3 до 4%. А да ве прашам, кога ќе стигнат на 0%, што треба да прави судството? Сите тие да се одат дома, а не да ги плаќаме, бидејќи нема судство. Тоа не е легално судство, тоа е криминално судство. Тешко власт, ако влезете во лабиринтите на судството, ќе ви смислуваат секакви рачки да ве закјутат.
Случајот во Битола, председател на обвинителството е ќерка на поранешен председател на Социјалдемократскиот сојуз. Појма нема од право. Исто како овие што полагаат обвинителска академија, судска академија, како ја викаат, а нема завршено правен факултет. Каде го има тоа? Во која држава го има? И ни се смејат после сите народи. Каков народ сте вие? Точно каков народ сме ние. Затоа сме ние тука од народот, да ве охрабриме, да не се плашите и на секој сурат да му кажете, ако спроведува неправда, ако спроведува лага, слободно да се спротивставите, оти Господ е со вас. Тука ќе спомнам нешто и за црквата. Црквата без разлика на деноминација, без разлика како се вика православна, протестантска, католичка, треба да се придружи кон неправдите што ги потискува овој систем спрема народот. Црквата треба да излези во заштита на народот. Црквените великодостојници, водачите на црквата треба да излезат со народот, треба да дојдат овде со нас и треба да дојдат овде сите членови на политички партии кои се против криминалот, заедно да се бориме, а не декларативно да зборуваат дека се против криминалот. Пред не многу години во Грузија, опозицијата, револтирана од владењето на власта, се собра како група и излезе на медиумите да им каже на власта дека време е да заминат. Бидејќи ако нема да заминат, лошо ќе поминат. Власта остана нема. Следниот ден се собра народ во главниот град на Грузија, а напред одија црквените великодостојници. Тоа треба и кај нас. Тоа треба да се случи, бидејќи секој треба да се бори против злото. Злото е толку големо што му одмиле и на Бога. Многу интелектуалци и видни личности ги гледам на разни подкасти, пцујат. Пцуе и народот на секој чекор. Ја пцуе оваа власт, но почна и да колнат. Но има луѓе и мајки и татковци кои колнат во своите срца заради нивните што се во странство, заради тоа што нивните деца не се вработени, заради тоа што некои ги држат на 4 сати работно време по договор 10 години и секоја власт им вика гласете за нас, после ќе ве вработиме. Тоа е најтешка клетва, таа се вика човечка срцева клетва. И после ќе се чудат криминалците, психопатите, кога нивните жени ќе се самоубиваат, нивните деца ќе се дрогираат, нивните внуци ќе гинат пред нив од ударна кола, стапнати пред нивните очи. И тогаш ќе се свестат на овие наши зборови, дека ги предупредуваме и викаме сега одовде. Поправете се, оставете ги лошите патишта, повлечете се, вратете се што имате украдено, да обновиме оваа држава, да ја вратиме на стабилни основи, да владее правда и вистина. Само на таков начин Европската Унија ќе не прифати како здраво општество. Ние сега сме отпадници за нив, бидејќи не владее ни право, ни правда. Морате да се свестите, морате да се разбудите, бидејќи секој еден од вас ова што го слуша е само едно камче во мозаикот кој се вика Македонија. Сите вие сте вредни кај Бога, сите вие имате служба пред Бога, не сте случајно створени. И мора да размислите како понатаму. Оти победата е наша, ние ќе победиме. Немојте да се сомневате. И уште ова ќе кажам. Господе, благословија Македонија и прошири ги незините меѓи и Твојата рака да биде врзнеа за да ја заштити од секое зло. Амин.